поддржано од Zimpex. Нова емисија пак за музика, ние со музиката некако многу се врзавме ова втора сезона. Да биде весело. Биде весело, ама имаме и многу музика по битола што треба да се испромовираме, да си ја пофалиме. Со битолчани си сме познати по музиката, по многу звезди. И многу интересно што овај пат не е нешто секојдневно. Значи имаме музика која што Доле молим те да не вреѓаме. За нас не е секојдневно. нас не е, да. Меѓутоа ете ќе видиме во текот на емисијата, ќе ни кажи и наши гости зашто правиме муа. Музика што мене ме потсеќа на времето кога бевме деца. Зошто? Затоа што тогаш во избите, големите од малото, свиреа со гитари, праја бендови. Таму имаше импровизирани тапани од кофи, тровени стапчи на рачно направени. И денешниот гостин со нас е Томе Спасовски од групата Вел. Битола, добре ни дојде, Томе. Добро ве најдов и прво фала на поканата. Ретко се случува некој да праша нешто. Го праша нешто да што се случува со вашата сцена. Бендот Вел, иначе, нивната музика спаѓа во алтернативните правци на независната сцена, Dark Wave, со модерен и софистициран пристап. Јас додека се спремав за емисијата, пуштив неколку песни од двата ваши албуми и затоа велом се потсетив на времето, затоа што долу во избата, па и сега се членој на бендот Вел, Золтето, Златко Никодиновски Золте и Горан Јаневски Чанакот. Тие тоа го правеа во избата, кај Чанакот долу во зградата. Понекогаш и кај мене во визба. Понекогаш и кај. Сега не се сеќавам толку и јас. Исто во бендот со вас се и Бенко Алитовски, тој е клавиатура и ефекти. Золте тој е гитара, ти си пасист и вокал. И Горан Јаневски Чанакот е гитара. И главниот до него забореш. Главниот е Некој тапани мора да трок. Тапани Цтето. Ристето ќе го заборај. Мислете ќе го забораш. Се го заборај фокуса да ми избори имаше последици. Колку сега ќе има последици, ти ми оживееш следи. Толку се во мајак тапанари нема нигде што го заборавме. Има тропачи, тапанари нема. Точно. Ако не се лажам, како што речи самиот дека некој ретко да ве викне да ве праша, во е ваше прво јавно на некој начин појавување. Прво, второ, да не речем. Прво, второ и тука застануваме, значи до второ. Еднаш знам дека од Металманија дојде завод, бевме студио, нешто праша и првиот збор што го кажам, пример нешто изгледува доста пред. Викам сече сега, се сечи уште еднаш, онака неспремни. Па када еднаш ме праша некој интервју, требаше проста реченица да кажам, јас кажам нешто. Некој не се спомнав, декември, звучеше на кинески. Али ова е првото некој да биде малку поофицијално, брат. Да се знае зошто е, да се знае дека треба со некој да испиеш кафе, да го запознаш човекот, да смислиш што да прашаш. Јас си испипме едно кафе и прего си поминав. Да кажам и јас си поминав. Прв пат правев муавет тоа тебе. Те гледавме низ град ваму таму, се поздравувавме, ама на муавет прв пат седнавме и сега знаеш, пошто сте и прв пат на некој вакво појавување, сакам во оваа емисија да ги стакнеме тие некои работи, а тие некои работи за мене се инспирацијата за музичкиот правец кој го негувате и создавате, предизвиците со кои што се соочувате на патот додека ја креирате вашата музика и оние може не само препреки, туку и оние вистинскиот предизвик вие што го чувствувате. Двата албуми што ги имате Црнило и Коски, можат гледачите да ги видат тука ги изложивме. Издадовте плоча и за вашата соработка со Горан Трајковски, кој што на многу луѓе е познат може само по како основач на групата Анастасија, меѓутоа ти ќе не посветничи, ќе не кажи таму кој го Што јас се сеќавам, мислам дека е и композитор на театарска музика, така се посетено. Да. Нава и уште многу други проекти и работи што ги имал работено во склоп со вас. Тие се работите што сакам да ги Може едно по едно. Едно по едно сега како ќе почнеме, Може да верам паметно, ма не е смисла. кумбата едно многу го прашање, сака право да тела стани. Да. Не сум толку неук во ова музика колку што изгледам.
има, најме да кажеме, музика за пиење, имаш музика за денсање, имаш музика за кој ќе се караш со бившата, имаш различни музики. За тагување. За секако. Сега, Dark Wave рече колку што слушно, Така прочита, Да. така и ми каже. јас обично, А мене ти кажав, не? И не баш, не ни каже така прочитав на интернет. каква музика е Dark Wave-от? Со каква музика правите вие? Си, Со прости збори. а со прости, Точно, најпросто јас да ватам. знам со просто, ја сутрина да кажам, не. Вака, иначе прво е многу тешко да се дефинира, од тие многу поинаква музика, значи се работи, ако ги праша сите други, ќе ти рече да се свирите рок. Значи што Не реализират. не реализират, што се фолк не свириме, тома работа. За тоа, и сега да ми се појавува гитара и ќе си викаш дека е рок. А пример таа лепенка ја некиме. Оти не прави да смисти. Така. И се пробва да се разлабочи. Пред некој време паднавме на дискусија, се викаме шо сме. И се сите прашам, не може да му кажеш, одан аз студирам пример таму, му викам станологија, јас сум мултимедија, ја студирам, и се некој во возот патуваш, некој те праша и некој ќе се откаже, ќе се направи дека знае. Некој ќе рече ќе почне те праша. И се ти станува досадно, џабе се објаснуваш со некој работа, некој што свириш гитара. Исто со рокот, и те клават во рок. Јарно, ама, ќе ти рече некој пример сега пееш и ти вели некој, ти појма немаш, не знаеш да пееш, не знам што, дај да те слушни некој пример. Значи онда спаѓаш вак. Се што не можеш да разбереш, најлесно е да си кажеш дека ја. Да. И тоа си стои на. И после денес во црно се облекуваш и сите веат готово Dark Wave. Ние во црно се облекуваме. Тоа просто е причина, што сме дебел. Пора да се ријаду. Кажи реално, тоа Точно така. Ти не си го имал тој проблем за да знаеш. шалено се. Очи слушни сте ствар. Кад гледаш нешто, нема љубов, не е за женска паќање. За пиење, ама тоа е во одредени случај. Пример некој си пие на тоа, не дека не пие. Се фарала со точно. И земаш си плаваш дека е панк. Додаваш постпанк и на крајот правиш една манџа и најлесно може да се објасни со некоја алтернатива. Самиот збор има. Тоа нешто што е ни ваму, ни таму, ама си има. А дали Битола има слух, во смисла, дали имаме доволно публика на локално ниво во Битола за таква музика? Нема ни во Македонија. Во Битола може би има и малку повеќе. Така, и го сеќате тоа како фрустрација во смисла, Не. Човек во смисла артот е газнет да го гледат 5 души, кичот е награден да го гледат 50.000 души. И мора да има, мора да постои прво лоша музика, мора да постои кич. Ние немаме ни лоша музика. Така. Ние не сме свесни дека бараме да има нешто добро, а немаме лошо. Немаме турбофолки. Одамна е умренте. Немаме ни, не знам како што почнува се и ромски музики да преведват бугарски, српски, обично сите се грчки примери. И тоа го немаме. Мора да постои тоа, за да има натаму подобрува. Точно. Има бенд, уште со 2000 година се викавме контракултура. Деца бевме, ама пак. Знаеш, се движиш во некој таков правец. А правецот сам се бира. Сам почнува да се моделира, сам почнува да се рефинира. Земаш и прво прашање, што свирите и се гледаш ти меѓу себе сега. Гледаш четворица, 5 души, 6, 20, обично од еден 20 почнува па се зголемва. И се викаш, кој е капацитетот? Што ако треба да свириме джела, пример, колку прво не можеш да го свириш тоа, автоматски не можеш да уживаш во. И го тргаш на сцена. После имаш наслушаност. Значи мора нешто да си слушнал, нешто да те привлекло, колку поќе си наслушан, колку поќе ќе се напред. Тоа до диџеј, до секој музичар е така. Секогаш е така. И тоа е до капацитет зависи. Ти ако не знаеш да слушниш, најтешка работа во музиката е слушање. Слушање музика од секогаш бива најтешката, како да кажам, најдостижната работа во музиката. Ако знаеш да слушаш музика, ќе знаеш понатаму и се. Не зборам дека за класичната музика е тешка. Да, тешка, нема зборови и е стара. Пример, макар што е класика и денес можеш да слушаш, ама тешко се доживува. Ти слушаш некои звуци таму напред, пример романтизам, да 300 работи одназад. Тоа е тешко да се слуша. И нашето е тешко да се слуша. После имаш, значи битно е си облучваш од прилика како ти изгледаш. Сега ние облучивме, ти кажеш, кој е причина, да се смеам нормално. Не може сега да излеземе, не личи да излеземе похавајки или голи, да Не содействува до себе. не оди, Не се ни осеќаш ти така. И главната работа на крајот кој ќе ги споиш сите. Или дали е смешно, или држи вор. И така се прави правец. Не може со сила. Не може ако јас
не знам да свирам на басот, не знам некоја солажа или воопшто не ме интересира, не можеш ти да го свириш. Точно. Едноставно не можеш. Мада и колку Вело што за 5 минути. слушнато, најмногу правци, гранки имат рок и метал музиката. Или ако се вратиме на првото, да. И метал спаѓа во рок, ако гледа така. Ама не е така. Сам метал е музика што мора да се помени. Значи сите сме свиреле метал, сите сме пуштале коси, да, со сите генерализирам, ама во главно така, ќе седиш по паркот, си даваш CD, да ти го преснима некој лика се, и ќе си одиш дома, слушаш и твоите ќе гледа. Така. Енер сестра ми се различна од мене и ме убедва дека ова начин. Да, видите, што ти е тебе што слушаш? Знаеш, барат нормала некој. За мене тоа е нормал. И слушаш е врвиш така. За сега има многу бендови кај нас ќути, барем малку има. Еве на Metal Discharge кои не се појавуваат, макар за една година ќе се појават, макар за 2 години или некој постари ќе земат, ќе смислат, ќе направат. Значи некако уде, ама металот мора да се помени. Не, тие се детски болести, така да не се навреди некој. Како што велиме овчката си паница на ораз. Но мора да се помени, вервете. Некои работи мора да одат така за да стигнеш до некаде. И некои работи да само се години. Не вреќам стил, значи немојте ми сватите погрешно, ама стварно. Кој ќе фатиш гитара, јас прв пат ќе фатит, за чудо си направив албум. Вичеше, сите песни вичеа на една позната ју група, пример, не е ни битна. Тоа сум слушал во тој момент, 15 години, колку имам таму. Земам гитарата, мама, кога да ти компа, ова лесно колку. И наредно, наместо да вежбам, си зедов, ајмо викам сега, се свири, кај ше одев, еден предовар беше диченото бубамара, довршено добар педагог. Не го работеше, тој свираш беше, но не знам, од вај чекаш да одиш. И влезе во филма, човек го сними филм и го дава в албума. Сам сабил. 15 години. Да, ама сега изгледа тоа многу смешно, кој те услужниш, ама мора да се помиш. Мора, точно. Не треба да изгледа смешно, Смешно гледат, а това работа. ама баш треба да е, не знам, мотивирачки на некој начин, затоа што на 15 години ти велиш смешен е може албумот или слушав во тоа време, бе не е смешно. Си создал некој дело, затоа што си музичар во конкретно. Не знам, тоа е така, не знам, порица е добра. Представа Дефинитивно. средно не би требало да е смешно, туку треба да е баш напротив, обратно. Да, и средно и плюс представите многу помагат и за трема, и да се и тоа го прават, и тоа е поврзано, па сум свирел во представителна кој аматерски, значи е начин на живот, што е малку што поинако. Тоа е Да. музика, можеш во секој дел од животот да ја вметнеш, да музиката и присутна е во секој дел од животот. Како вел, и ми реткото ваше јавно појавување, мене ми е многу чест што сте тука, што си ти тука и закав и Зонтето може да дојди. Ќе го поздравам, сите ќе ги поздравам, Зонтето специјално, ти пораснавме во иста зграда и со Горан Чана кој исто пораснавме во соседната зграда. Сега сте, кажи ми колку време вие бендот Вел, пошто сите вие сте биле дел од многу од горе-долу по 2-3 бендови уназад сте, Да, сте биле членови. Да. И воглавно луѓето почнуваат да се вртат на крај. Значи на крај се враќаш на истото. Еве го разбуди наше албумот. Значи таму јас не знам, не е по потреба, не е ни случајно, ама некако пака влегов, тие беа тројца тогаш, се работеа и воглавно се стативе. И земаш после си правиш албум. И то завршва на некој начин. Дали требало, не требало, воопшто не е битно. Ако се враќаме, Така. нигде не одиме и после природно си бара да се продолжи. И на крај седиме со Ристето и двата се кутки се гледаме. Гледаш дека не оди друг филм имаш, ама та не се лошиме. Тоа е како значи само човек во ВЦ не може да. И му се јавуваш на Златко во одмата, мислам, после ден-два не дека нешто правевме ние. И таман вика ќе продава опремата. Сега не ја продава. И сега куфан секој недела ходи на педала. И ајде, тргнавме. И после се јавува Трајковски и вика имате 20 минути да свирите пред Мујбе Фугер со Готра во МКЦ. И добро, го викнавме Денко, да не бидеме глупи. Како Вел. Како Вел, да. Сите се што кажуваме како Вел. И постојањето секој ќе смета најлесно е од првиот настап и одиш 5 декември 2019 и од тогаш постав. Накаму се менвале, дошол еден, па се заминал, дошол некој соработка, па се заминал, сега Јаневски,
да не кажам Чанакот, многу ми е смешно, Горан Јаневски. Јас така го Вие сите така го знаем, јас си го викам Горан. Горанич. Да. И Гокио иди сосем спонтано. Знаеш, фалеше некоја енергија, се трошиш. Фалеше и практично на крајот испадна се да види исто, само многу поздрав. Супер, муабетот ми беше вашиот став, пошто и со Золтето лани правевме муабет, со тебе вчера, завчера кога се видовме. Золтето имаше една енергија на револт кон тоа дека не се дава значење на сцената на која што вие наставате со вашата музика, пошто не се занимавате само вие со ваква музика, имам предпоставувам и други бенди, дури има не многу ентузијасти, нема многу точно. Меѓутоа од аспект на не сте барани за по телевизии, не сте барани за по интервјуа, не сте барани за по стивали, настапи, бети свадка се, затоа што многу луѓе што се сожетоа да зика, тоа е факт. Нема бегање од тоа. Барат скандали луѓето. Барат лесни пари луѓето, не може да се мрднат од тој комфорт зона, лесно му е да ќе си направи подкаст, ќе викне некој монопол си има тука. Централизирани сме ние скроз, значи ние сме на маргината. Ние како град сме тотално на маргината. Точно. Ужасно е, мислам. Не ни вреди да се збора. Стварно Тоа се трае подолго време. стварно се жалба. Ама во Скопје кај неколку луѓе. И тие си се подават топката. Лив не му се испаќа да ми вика мене. Што ќе направиме? Ќе си направи песна лесничка, чак, ајде. Како имав еден дојам јас дека порано кога бевме деца, ние како поќе бенду имаше, поќе места кај што може да настапи. На една причина има за тоа, нема две. Единствената причина што имаше поќе бендој, те ги има поќе устои. Само сите бендои земат и прават тезга. Првото што почнуваат, гледат на YouTube кој како испирил кавер за да може тој да направи кавер на каверот. Оти човекот едноставно не е способен, не се сите способни да направат музика. Е доволно само желба треба. Не, треба да имаш нешто да кажеш, бидејќи не е тоа така. Треба да сакаш да го направиш. Не е баш лесно. Плюс збораме за по-сериозна музика во И најпростото да ја направиш. направењето. И најпростото да ја направиш. Пишам текст за Сидон, за сега што ќе биде, добивам 2 песни на кои треба да напишам текст. Бе не е тоа така бе луѓе. Не е така. Ти можеш да го пуштиш, можеш и го прашав ChatGPT прв пат. Не го користам од други печи, не дека ми печи тама работа. И реков дај ти го прашам. Валење таму, врска нема. Никој не прифаќа, оти му е тешко, оти треба да се замара. Да, ма има еден друг момент, со тебе што го правевме муабет, но во муабет каже Томе, нашата музика има секојдневна борба со против системот. Се бориме на различни начини. Нивната музика тој каже дека не е за љубов, за женска зова зона, преку нивната музика исто се води борба против системот. Ако ги слушнеш текстовите ми се специфични, вчера ги читам. Тоа ти викам, што стара работа. И тоа е еден момент зошто не буди интерес, ме интересира мене, зошто не буди интерес кај, макар и кај новинари, кај редакции фестивали, што се организират на алтернативна сцена, да има поќе такви работи. Зоде ги интересира. Затоа што треба прво тие луѓе да се малку поќе музички образовани. Сакат музичка образованост. Ако ги побараш, треба да ги платиш. И тоа ми си наслучено. Имав едно книџеве мало издавав, побарав и не е битно кој се тама работа. И после сватив дека барале пари, осе реков му даш ти пари, ќе дојде. Ако не. И јас прв пат ми беше тоа таков стана. И реков оке. Не ти оди логиката дека така треба да однесе. Не е тоа зошто да не ми оди ако е така, барем да знаеме дека е така. Барем да биде официјално за да те снима, да дојдам со камера, ќе кошта толку и толку. Јас мислам дека заемнички интерес ќе имаше да каже, пример, Pickle News нешто, без врска се нашол некој правил книга, промоција. Ќе си пополни време, ќе си дојди, не. Не, никако. За свадба, како прави некој, свадбата нова, некој баш запратив емисија Моја свадба. Кој знае кога реприза, пример, нешто се ствртило на YouTube. Како да ви објаснам. Земат два сајзери тука, Моја свадба, и некој раскажа за свадбата нивна. Да. Сега, тоа сакат да гледат, викат, јас немам против тоа. Имам против што викат некој што се измеѓу бендој, зборам сега за нашата музика, а воопшто не пробале да не викнат. Може и сами сме криви, значи може да треба по-професионално да одиме, а за по-професионално треба некој да се занимава со тоа. Точно. Треба да имаш менаџер. Позадин. Ама треба некој да дојде да те праша дали сакаш, кога сум свирал тезга,
Имало барем 2-3 што идат и ти вика, супер, ова ќе го направиме, со ова си имам не знам што, и менаџер му станува. Сега се едев со еден моментално популарно дете што пее, што свири тезга, растурува. Пример, растурува во смисла денес е кичево, утре е кратово, то. Само е малку и онака и цело време исто. И си има менаџерче. Тој не се замара дали ќе го викнат на интервју или нема да го викнат. Сега, Фрка таа работа. не знам што да. Велам дека треба не вие да седите и ништо да не правите, некој да иди да ве моли да ве бара. Велам дека не се дава доволно внимание за различностите кога правиме дневот. Нас тогаш не беше. Се на оден исто ме Да сите му е смачено. Да најде ми локал тука кај што може да се напиеш пијачка, да не гледаш некој до тебе кашкавало овде на паја. Точно, се згужвано, се Најде ни и тезга нека видите. Најде ни тезга што ќе се види малку поразлично. тоа че се присетиш назад кој локал беше место на кој што Јас и двете од парков. ти си од паркот, ви саш ми се. Да, би састваше тука нормално, сега да не глумам дека не сум бил, ама јас бев и зима и лето знам би со допчика снег имало, си седевме во паркот. Парк згодете се. Да, и сега пример не се јавуваш на никој. Нема кај да се јави, не, имаше кад не, сум толку стар сега и ти ајде. До фикс. Фиканите, ама нормално, со да не земе се на добар ден на телефон, ќе може и да го добијам, дали е тука. Тоа е култура, тоа мора така да биде. И седиш во паркот, слегваш првото друштво што ќе најдеш, застанаш, правиш некаков круг, квадрат, лупи и било што и точно да разговараш на тие тема. Да не што си се живе. Се збораше за музика многу. Абе се даваја CD-ја, се даваја, не можеш да ги најдеш. Да. Пак ти викам, се позаемваја гитари за да се свири, па имаше Александар Тунев беше топанар од нашата зграда. Во кавермент тој си направи самиот кофи тапали, знаеш како звучат тие, тоа беше превод. И јас не мерак да свирам. Сите на перцапе, мерак да седам и да ги слушам и да ги гледам, ме разбираш, по ризбите. Јас имав една гитара купена од Тапкоми на времето, а е музичка наклада, не дека била некоја ептен шкарт, ама била една плата на баба ми. Сена е му е купена на Тапкоми, да знаеше тогаш да види дека ми малку врато по искрени, дека дебел или како е чувана тоа. Сите знаеме и сега на неа почнав. Влагат. Може од влага да. На неа почнав жиците толку. Тоа ме спречи па да свираш. И па, ко сме кај тоа. Со сите овие работи што се соочувате вие на вашиот пат, на креирањето на вашата музика, мора да најде човек нешто што ќе го води напред до овие. Да, проблем е, нема менаџер, не се, тешко е да се најде менаџер, тешко е да се најде некој што ќе вложи свирки, тешко е со свирки. Да, ко ми рече, Старт почнуваш со хендикеп на еден начин. Азиски хендик. зиски хендикеп, која наоѓате силата во главите на кој. Сите, баш сите членови од групата, кај наоѓате сила? Ровај. Тие препреки што ги една кажат препреките што е најнебитно. Прво нема место. Да ви не знаете што значи ти да треба да го земиш поечалото, да го крениш, да му платиш на некој за место, да си го земиш, кој за такси ќе даеш, Да. или да не знам, да снемаш жици. Жици ќе купиш. Јас во битот ко знам нема. Којаш па нема вредно. Одам да инструмент ако сакаш да купиш, треба да одиш до Скопје. Пример, одам Скопје, му викам во Мини влегвам. Викам дај ова гитарата да ја пробам. И тој ми вика, продавачот, нека ова гитара е многу скупа, вика. Не ја даваме да проба, ако сакаш да ја земиш, земе, ако не одис. Да не ме прести, да не му оставиш. Да. А тој ме гледа и јас. Може да сум изгледал тогаш, по-лабаво, по-клошарски, пример, изглед некој такор. Никој не те прашува. И ти викам, ето, добро, како ќе за мен. Постигнаш проблеми, проба да стигнеш да напиш. Едниот бил прва, други бил втора, не знам, але трета бил, па не може, па чекај, па болести, па не знам, што па двајца ако ќе се најдат во климакс некој машки. Уште то фали, само двајца се доволни, од пето, четворица, да се најдат во машки климакс. Ужас, па не збораш, па збораш после, па ајде, па чекај. Па после ќе треба да се договориш со други луѓе. Луѓето се најголем вина. Значи, најголемата препрека од се се луѓето. Одиме, договараме снимање на спот. Битен ни беше спотот премногу,
И баравме место што ќе биде големо, се знае, те се бара во една установа наша народна, например, од Весели Цветови се разликува по телефонски број само. И одиш кај човекот, и добар ден, во 4 договорени, ние во 4 без 5. Увелете се културно. Си закажуваш датуми 1, 2, 3, вика ове, ово е супер, овде може. Одлично, збора за светло, да вика има, да се јавува пред тебе, тогаш и тогаш да има светло, и почнеш да се договараш. Ендо кини од смената, губи слободен ден. Иде Горан Трајковски, треба да го влечкаме од кај да е. Тој ќе дојде, не е проблем. Третиот чувал бебе бара замена за тоа. И сите се договараш и ден пред тоа се јавува човекот и вика: дечки, извинете, нешто со светлата не работат, па и толку. И вака стоиш и се прашаш сега. Кој е крив остој? Сварно ти да се прави? Ти луѓето се многу пазишни сме, ние препознаваме она што може да го препознаеме во нас. Пример, ако ти се јави тебе, кома ќе препознам. Или ако ти се прави нешто што ми се правеше мене преге, ќе те видам, ќе те препознам. Или ако ти е стемнето за она работа, одма се јави. Ти се јави мене, не. И то, ако не си тако, не можеш да го видиш. И се ако те направи некој ваква, нејасно ти. Ти не можеш ти, ако не лажиш, не можеш да претпоставиш дека не ти знаеш. Да, точно. Не можеш да видиш. Однесуваат со тебе како ти со нив. Не, ама не можеш да видиш. Луѓето ги гледаш нормално и тој во него крие злоба. Не види, тој само сака да ти расипи. И ако го немаш тоа барем малку во тебе, шанси нема, ќе се патиш. Тоа е најголемата препрека. А за другото се постигнува. Малку желба, малку инет, малку некогаш мораш, на никој не му се оди, не си одите на работа, ама некогаш, седиш, обтегнат, место кај што сакаш да видиш, и се чекај, одиш направо. Некогаш не ти се оди, реално не ти се оди, ама ќе одиш и подвезавашва се. Исто име, ако тоа би се случило да придојди недела за снимање. И во театар мене нозете ми се враќале за проби, ама ако ќе го замислиш крајниот резултат финалниот, Па тоа тоа има едно составување на цел, се викат, секој е различна. Да, не едно, толку ради, ама различна. Секој си поставува различни нивоа. Кај некој е доволно, само за да направи нешто. Кај некој целта е за да биде пример нешто автентично да го направиш, колку што можно пооригинално, колку што можеш помојкно да биде. И во главно, тоа не држи. Значи, немаме некоја посебна цел. Значи, никој нема спомнато пари. Никој нема спомнато слава, никој се одил, воопшто не ми се. Реално зборам, ние дека ги некиме, тама работа, полбо. Скалци запас, ама не, колку е полбо тоа што го сакаш да го правиш и да го заработиш. многу тешко би кај нас и не се надевам премногу дека ќе биде, ама што знаеш? Нема врска. Целта е да е генерална. Дали си се сошил со некој да те убедва за вашата музика, дека е ваква, дека е таква, дека дали некој ви соли памет уствари? Не, искрено. Ришев. Да, има коментари дека може потешка му е за сваќање, ама не. Да, нормално коментари, не е лош коментар. За полошите коментари се подобри. За next time сваќање, само не си да си. Извадиме спот пример и воопшто сакаме да имаме лоши коментари, и стварно е така. И си викаш дај да пробаме со лоши коментари. И јас и Золте си имаме дислайк. И 2 дислайка има од нас. И некој коментар нешто ќе напиши, на онак вид тролој пример ќе напишат некој реченица, ама во главно искрено кажано добиваме баш добри коментари. А кажи ми како ја креирате музиката? Како оди сад горе долу за по мејнстрим жанрови, знаеме како оди креирањето на музика. Има нешто што е различно, има нешто што е исто. Знаете како оди за мејнстрим? Па да. Да. Плаќаш и некој ти вади од фиок. Да. И вади проекција цел. И аранжман ги Се си да. то се спот, со се текст, то се Да. И само ти вади дека ова за тебе. И дека топ. Кај нас музиката реално оди пример да почнеме од текстот. Не, општо Тоа, музиката ме интересира. Текстот горе долу Како ринсрап на некоја си тема. да носиш едно делче, пример, некој прв стик, речам, со некаква мелодија. Так.
обично го носам јас, ама не мора да значи воопшто. Значи тука оди прво текстот со Не, некој нема правил. Така. Мене ми е најлесно така, барем кога ќе имам еден стих и само додавам врз него мелодија што ми одговара на стихот, и терам натаму. И сега го носиш тоа. Некош ќе обично тој што пее или тој што кажува би било реално да има да е негов текстот. И се почна, само го носиш тоа и првото е значи однарашна да се кажа, втората го носиш значи и онеха мора да зрете, мора да помини време и тоа мора да се разбие. Така. И плюс се работи за различни карактери, се работи за различни ега. Сите се мали тие, пошто машкото его е затоа боли дека е стварно мало. И земаш и го враќаш егото назад и после почнува. Се додава гитара, се додава тапан, снимаш еднаш, снимаш два пати, не чини, одиш на 10-та верзија, имаме песна неиздадена со 50 верзии. На крајот после некој време ти текно, ова првата беше топ. Се враќаш на неа, не чини, после утре чини другата, па третата, па се нервираш. Па не излегва, па не лепи, па чекај сниме, па чекај вокал уште еден, па чекај уште вокал трет, не чини. Ова јарно дај да направиме, значи мора да има таква борба за да излези нешто како што треба. Тоа е здраво, јас мислам. Да, мене ми е интересно, да јас не се желам од ова. Да, те разбирам. Друго ми е и муабетот и ние кога спремавме представи, првичниот текст така одеше како што вели тој чекај се поисчита. Мора да лежи сајчи се чи додај, извај. Мора да оди така. И на крајот, кој те еве случка сега пример, се слушајте вакви работи. Одам со обично не пишам наслови, не знам зошто така ми е. Сам мислам дека ќе пишам наредно да пишам наслови за да му е појасно на други. И нешто почнам што ме мана во главата дека ќе сум свирил во гис. Значи сите ни беа во демол, нели дроп 2 имаме. Цемол ајде сменавме хамол нешто да не мијавам со тие работи и ми иди во гис и одам таму и се почнам да се свирам нешто со басот. Почнам нешто да мумвам и го гледам Златко од некоја страна. И заставно почнува да свири во гис. Од дома. Во истиот ден, спремен, човекот нешто се свирил во гис. И двете работи што ги намесавме, залепија во секундата. И песната се вика Гис. Гис. Оти натаму имал горди срамни, кога го видов сам вако и свет излекла зборојто, кога се вика песната Гис, бе. И ми гледа, да бе, горди срамни. Добро, да ми коништа, бе. Да. И почнува да се пее, песната бара друг. И други го знаете кој. Дори да се испече. Така, па тие се тие моменти. Не може да знаеш. Некогаш, да, само Некогаш времето мора да промени. Па не си свесен колку си имаме мачено со глупост. Тоа е. Нема пенал. мора да се филтрира. Мора да се филтрира, мора сите да ја сеќат како нивна. Тоа е генерално што треба да се постигне во правење на песна, мора сите да ја сеќат. Ако му се мрда него да мрда, ако му се плаче да плаче и на крајот излегува дека секој текст не е мој. И така е. Да. Дур не стигне текстот, мелодијата и аранжманот да е наш, не може да помени текстот. И така е подпишано. Така. Дали сакате сега да направиме на кратка пауза да запалиме по цигара, па што веќе сега не смееме да пушиме цигари и да се вратиме назад со многу. Да, имам многу да прашам. Ете така. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Еве не назад во студиото.
ме интересираат албумите. Црнило ви беше прв албум 2021 и после Коски го изваивте 2025. Така. Омотите убајна. Што викаме ние цицка во битова. Модерни дизајни, светски дизајни. Кажи ми, обично во ова фела се си правиме сами. Се си правите сами. Да, општо. Уметноста си бара посветеност. Соработвате со некои графички дизајни едно друго или сами ваша идеја, ваша интерпретација, ваш дизајн? Баш се си правиме сами. Значи, како што може да видиш, стvarno нема ни спонзор, нема ни Министерство за култура, нема ни општина Витова. Се тргнавме тоа, свесно, за да оспариме малку не по независни, туку не ни подлабоки, по-сигурни, по-постојани, по-исти да видиме, да не мрдаме од тоа што е гледано. Кај да клаиш спонзор или било што, автоматски малку мораш да мислиш и на него. Да. Исклучиво ги прави Златко. Да, значи, си го прави, како што правиме сите, некако сме поделени чумно или нормално, не знам, секој си ја брка работа тако треба нормално и 20 и 30. Сама во се остава на некој што го прави тоа најдобро. Така. И тоа е уште Те бива за тоа, прави го тоа. уште една причина за уште една морална причина за да успее нешто. Мора да не може човек да знае се. Да. И тука е главниот проблем кај нас, што луѓето си мислат дека знаат се и после не те остават да пееш. Тоа е уште една причина, извини се, мала регресија, се навраќам на мовето зошто не сте барани. Не знаат тие. Не знаат сега се прав дека знаат се. И си вика ова е тоа, да друго не го интересира. И си вика јас ќе ви кажам, тој помене, ама нема слушнато еден албум цел. Оди јас да те пекам. Може да ко беше Иле Косата Густин. Правевме многу. Јас Иле кажав, се познавам со него, знам горе долу што работи, онако ко спомна, правевме музика за чекални, за аеродроми, за ова, со неа ги слушав неколку тие numери што ги имаше на интернет и сватив јас колку ствари не знам. Тоа што го велиш ти не знаат. И јас не знаев дека е тоа стварно нешто интересно, дека е нешто умбо. Претпоставам исто тоа е кај вас. Нема што не ја слушнале вашата музика. Јас вчера Не само нашата, значи не слушат ништо. Да се занимаваат со тоа. Точно. Нема исто како хирурзите денес. Кога се занимаваат со хирургија, нека да слушнат друг. Честни исклучици, нормално се да не поздравуваме хирурзи, се знае кој е. Во сега има еден мисечи во занимација си одам на операција. и овнату или кила имаш. Да, имаше тако, и после еден месец ојдов пак, и ме рече имаш кило, се почилов. 2 години, ништо страшно, си порасна и сега и конечно најдов еден. И ме среди, не. Не сме тука за доктори. И се вракам сега за албумите. Да. Албумите првиот е излезен 2021 на Иненден. Случајно. Свано беше што планирано. Не беше планирано. А вториот излезе полуслучајно на Бранковден. Можеше на можеше на 14 да види. Тоа ти не го знаат многу браво. А ние рековме барем нека види на 15. Дека како не знам. Златко ќе прави сите омоти. Сите дизајни, се враќаме на тоа дека стварно го убива човекот, тој го работи и го прави како за него. И обично сите што правиме, дали текст ќе се напише, дали ќе се снима продуктивски нешто, си го правиш како да е твое. Нема друг ниц. Па сепак е ваше, заедничко. Да, ама многу луѓе не го пратат и мислат дека треба да изгледа вака, и мислат дека треба да изгледа вака, дај да хватиме. Имаме пробано и со плаќање не сплативме и продукција да инстерира, да снима и производот што го добивме не венди се. Отивме смешни суми, не е небитно и после пак пресниливме. Албумите ги снимате сами или снимате во ваше студио? Да, ги снимаме во наше студио, тоа е практично на ристето студиото, Omni студио и се учиме. Веќе е адванс, првиот албум беше многу тешко да се сними, се ова вториот, затоа и звукот е поинаков, цела атмосфера е поинаков. Веќе стигнавме до некој левел ап. Сами снимаме, сами сников палес, заврши снимката, парите, никој пари. Прво никој не ги зема и си купуваш монитор.
Си кофаш кава, си кофаш Си вложуваш во мисло, нема чинок. Да. а после втори албум Коски. Знаеш, тетоважа една пише клаиш, ветерано уширно, и сега ако имаш пари, ќе се направиш од овде до долу. Дали со втори албум, како што кажа, и самите го направисте и го чувствувате на еден повисок левел, дали ви дава сила, мотивација да работите пак на нов албум, на нов материјал, дали тоа ви носи нешто, некоја сила дополнителна за втори албум? Кој што првиот, ете, Првенче, ви беше не Првенче, лично на секој вас, затоа што сите имале издаден албум со претходни друг, претпоставаме 4-15 години. Еден дед джокс може да кажем. Обржавам, не знам зашто. Века се сака, прво како беше, се сака најмногу првото дете, втората жена, третата рака. После ха се смеш. Ама ќе видам искрен моментално, нормално Коски ми е од друга причина поактуелен, не и стварно е посрел. Па мислам дека на Metal Discharge кога настапувавте, правевме еден муабет на паузата, тогаш прв пат ве слушнав и велја беше пеској албум, да, пошто вториот излезе 2025, таа до немам уште слушнато. И на вистина добри реакции и овации од публиката, што Да, изненадно. Мислам, убомино е, тама работа. На секој му е дел од мотивацијата да сака да излезе на сцена. Да го прера. Ама да седиш публика и пат гледаш некој, само да пее, живакно. Да се да ви свирам, така ми дојде и да гледа. Цел текст и пее рефрен. Добре, окей. Горете. Тоа беше исто, ти го кажав некоја интересна ситуација, на работа, беше ме навал цигара и ме прашува еден колега, пусти кинош како кемеш, велки ги снимам во неделки битија. Тој има 23 години, 4 години. Сега, кај ќе бидат, викам во Порта Джес ќе бидат на 4 декември. Ема веќе да се оби на тоа и тука ќе си бија со другите ајдови. Во изборот убое што и млади на таа возраст се да препознае, или што Мора да се држиш до своето, никако поинаку нема. Мора да има истрајност. точно. Нервозно некојаш се чека, пример, независимо ние чекавме цип од зам пример, месец. Се да биде нанес. Мора истрајност, мора да се тука, мора да има жртва во целата работа. Ја жртвата си ја носам, без разлика на кој начин, и секој од нас ја носи жртва. Таа е убава жртва, добро, сад заарно е, да не речем, ама сите правиме некаква жртва. Да. И не можете да замислите колку жртва време. Ама мора. Мора никако пун. звуча. Чекај да дај. Каде е стаклина? Против пе? Блочата е за истекнување. Да, слушате за истекнување. Кажа кумбата дека изгледат светски и изгледат светски. Изгледат светски. И стварно изгледат светски. Нема лаштото. Доле. Колку тајнас Прево. уште е модерно, односно да се слушат плочи. Аудиофилски. дека Најаудиофилски е да се слуша плоча. Те збора дека да. слободно отвори. Се збора дека најубав звук е на плоча, се кој има грамофон ќе се купи. И тоа е болест. Да е. Знаеш, ама окей. Ако е CD, никој не го слуша, само в кола ќе го пуштева ова музика в кола, ако е слушни тако подзаврни, малку не е прето. Садило? Што не е декорација, но ли судар да предизвика. Да. На касета, хиптерски, дигитално, нема да има хард копи. Да. Ова е се правено од златко обизенено. Колку е скапо да издеш плоча? Ете, за прв пат ќе ти кажам, немам појма. Прв пат да не се завараме со издаваштво и со се страници. Омотото, ако сакате, ќе ви објаснам ше. За саки ти веле формат, ми обясни. И е многу јако, како и сите работи што се прават природно, и ова тргнува од нешто што си видел, нешто што ти оставило впечаток, ама најприродно, најдетски. И седат во крчи тебе или до тебе, кај што над тебе во влезот, не знам ни точно е сте живееле, зема чанако му се јавува на Златко, вика, ела, тука треба да фрлиме една танта со зелка. И добро. И крај ја фрлат танта со зелка во избите стаена и надвор се пролева на болба, што се вика минт. Ове. И са минтот може да види и свеж, ете да тоа свежне, да разводи, или може да види се на зелка скапана. И тоа е бојата. И сам внатре имаш, според на Златко теориите, кој сака да ги крши теориите, сака си има негова, си има за се по еден став.
И овде ставате дека обратно на Дарвин теоријата не потекнуваме од, не знам таму, од мајмун или не знам што, како потекнуваме од свињи. И дека се многу исти или многу слични врнатите. И свињата кој ќе му манеше на пегла, разгора, кој ќе почне да ја пеглаш слој по слој, и на крај добиваш ништо освен череп и не коски. И то човечки череп, не? Само. Че тоа е неговата теорија, така ја изрази преку они. Да, е многу гениално и оригинално. Да. И не оригинално. Плачата може да ја најдат? Плачата може да ја најдат, притачки. Ни се јавуваат нас, ама тоа ќе нема да го правиме сега, нормално може да не се јават, ама богално имаш Q Records, со нив. Да. И му пишеш и тие ти викат, важи, добро, тие и ти стига. И ке има и нормално и на и сите настапи, дечките се префрени, така да сидат со плочи, со мерчендариз, со мајци, ке има беџо, има нормални, обични работи. Q Records ги спомнавме, тие се издавачката куќа, што вие склучивте сега договор, ни после моветите за препреки, за сите такви работи, ова е нешто позитивно. Ова е многу позитивно, многу леснителна оkolност, затоа викам, не знам колку пари коста издавање. Ќути. Само да не плаќам, тие се јавуваат, многу фини дечки се, нови се сега по 2 години, 3 колку и. И значи сакат во нивната издавачка куќа да речам да имат само луѓе, само бенде што тие сакат да ги по нивен пер, ако ги бенде се окей. И се јавија, поштено луѓето, за дали сакат, по неки ни први момент дали треба да плаќаме нешто. Ние не учени, ние не учени по загрес пример да не треба да плаќаме аман. Следаш таа е неголемата болка и страшно е што е таа е неголемата болка. Иначе син ми викна, одев јас баш морав лично да подпишам. Плочата ја однесе Австрија, прекомуникативни се, еве имате бенде што се многу слични на нас, еве уште еден им беседа пример веќе влегва во не наречен фамилијата. Што би значило тоа за нас сега? Подпишување договор со издавачка куќа. Све што Не е така страшно. Не е така, не е како со извршител или како брачен договор да ја случиш. Не е страшно. Нема да ти ја измие душата после. Едноставно треба да бидеш коректен. Колку поќе коректен се со луѓето, толку ти врекат, ништо се. Значи дека не мислиме на многу работи. Па тоа е дел што Те примерно кај има плоча, таму има плоча. Кај има карти, таму има карти. Такви работи. Како стаите со спотчиња? Со спотчиња мислам дека и таму кренавме левел. Со спотчиња стоиме интересно. А и спотоите се воглавно од златко правени. Не мора да значи дека негова е целосната идеја, ама пак тој работи тоа говориме од ме. подклученост. Тој ги монтира. Еден треба да кажува луѓе, да не се повторам со мовето, ако земиме сите да се слушаме, испадни како денеска што живееме лажна демократија. Врска нема никој никого не слуша. Мора да има еден што кажа, макар и да сгрешил, и можеш после да му тениш на страна да му кажеш. Иначе мора еден да ги води работите. Профаќа се. Точно. И се зема човекот и прво почнавме со, ако не се важам дали беше војна, дали беше нем, нешто клававме тука жени кои што играат од интернет, спуштени воглавно бе лирикс видеата. Иди војна да снимаме. И на човекот му текне дај вака ти направи. И одиме кај него, грискин, ќе пијат. Нас не избркај од 11 повтором, нема да превар. И одиме таму и вика еве грискин, кој грискин? Зитот нас. И заставаш и сега вика да направиме како маски нешто да биде како арт. Оти тоа си има замислено. Так. Нешто во постпродукција кај да прави. Точно, Легава е женски, чорат, колопка, плава, не? И тераме. На гринскрино. На грин скрино, со камера врв, например, како да ви обясним. И после излегва чудо. И магијата се случва, и оп, излегва арт и врвене. Еднаш бевме за Суч, бевме во Стурница Велес. И сега излегва еден податок, вика, тие ненормални, овде се плаќа, вика, мора да прашаш. Ние ако прашавме, тука кај да прашаш, ке ти речат не. Да. И не знаевме, арно што не знаевме, ојдовме таму, 11 декември беше надвор мраз. Камен. А дува, врти. Тука земени дронови. Врчат не
оде кадар по кадар, ние вака се стоиме само чекаме да си оди. Јас прв пат возам надвор, прв пат возачка во мене снег, магла, виолица, дожд. И вака се трестеш и на крајот застанеш. И само така зоја треба да се пуста снимаш ете грешка што не. Да, само е интересно што гледаш и сами и дури спотовите си ги прави. Сега се врати Алесандар Јоначи, тој ни помага по тоа. Та во тоа горе беше јавско наш. И направивме пример две видеа што се малку подобри од другите. Од кој не избрка, од кој што не избрка, и се рекам што ќе направиме студија, спотото предовар. И последното бевме Преспа. Како синодот бевме со наметки што ни ги правеше Даниела Солаковска да ја поздравиме. Ти не се земаш наметки, направени, ти очекуваш ништо, тие направени скроз. Пример, зикинзи се фикаме в кајче, то да прашаме, пример, дали ниже да се какиме муж. Отецот да прашаш и гледаш сите насред Белден со наметки во вода. И тие се работи што мене ми се страшно добри. И практично зали се живе. Но другото, кој свирил, како свирил, дали промашил, дали не знаше, ова е победа. Ај кажи ни за соработката со Горан Трајковски. Како ја почнавте, како се најдовте, и можеше да сакаш и да не посветиш малце за работи што ни ги знаеме за него. За да дајме представа на гледачите кој е тој и Кај да почнемо од назад, може? кај сакаш. Наравно вчера ќе почни. И почнемо од вчера, пример, сега нели имаме заеднички настапи, концерти кои се ги викаш. И вика се договараме временски како ќе како да го направиме како идеја, како филм да се продолжи, да ќе имаме дисплеј назад, не е битно, пуста ќе викаш кој интересира. И сега вика човекот се договараме околу една песна што е мега хит. Ја можам да откривам се. Се ќе смешно. И се викаме дали да ја пеј или да не ја пеј. Мега хит сите знае. И заради временски е малку подолго или било како. Тој сам ја вели, ќе ја пеем. Остави тоа, се не ќе да ви го крадам шоуто. И тренер, тоа значи автоматски покажуваш респект и покажуваш човечност. Еден од почовечните луѓе што ги има видено е Горан Трајковски. Приземен човечен. Присутен. Приземен човечен, во една смисла присутен. Сегде го има. Значи, пресмирене, за многу работи знае, кој ќе не знае. Вика не знае. Од технолошки е, од кој почне да се занимава со ова работа е напреден чекор. Ако свирал тој не знам каква музика или не знам што, ако си мислат луѓето дека не знам попски пее или не знам што. Прво уште се занимава со технологија, уште прат. И е препрофесионален е. Значи застанува се да правиме проби и тој вика ај ова песна, ајде. И човекот си ги свири сите наши песни, пеше ми гостува, постои ќе има заеднички работи, си ги пее сите песни, што навремен ќе ти донеси педалот, попон, значи првата свирка практично ајде да се изразам на битолски, тој ни ја намести. Значи да помага човекот и кога ќе видиш тако ше одма те препадува. И тоа што има оставено на музички план, знаеме сега, не мора ни да се спомнува, некои работи се фантастично добри. За некои работи мора, за да биде познато, некои коцки да се наместат. И тој е свесен за тоа. Ама ние още не може. Награди влече со него и... Па како не? И сега, испадна да сме стилски исти. Пак ќе речем, оти ние почнавме и го тераме по длабоко. Значи, не мрдаме ние од некаква вредност. Музиката наша е за одбрани. Точно, да, тоа го кажавме на почеток. Да се одбрани она што е вредно. И за одбрани. И како сака да сватете. И са тој го сеќава тоа. Колку поќе свириш, колку поќе го работиш, тоа може да сетиш дали воглавно луѓето лажат. Само тоа, ако го сетиш во музиката, ако си способен, и автоматски ти прекинуваш со него. Блиски бевме, сам се понуди, спрема тој цел албум, тоа се понуди сам и ние, да не кажем што правевме. Првата свирка која беше, се да не кажам беби питно, една трема ако те фаќа, да заставаш, грлото почнува да те се плаче и да се смееш истовремено, а ти се прави нешто, мораш да одиш бараш, пинцета бараш за да можеш, пример, да одиш, трема скроз. Трема поврзана е со одговорност, од секоја што.
И застанавме, пробавме, само еднаш се спомна дали, не. И се тераме со него. И предобра е соработката, на секој му посакувам по еден таков лик што е стварно прво човечен, натаму дури не е ни битно и стварно е не знам, не добар за кога кажам дека и музиката е врвот во тоа што го прави. Да, маестро. И он и сега веќе дека прашате дали ќе има трет албум, се надевам дека ќе има и заради него сега дека некако комунициравме преку музика и преку разговори или било што. И сега можеме со него дека го поминавме тоа и веќе поинаку да го поставиме третиот албум. И јас одвај чекам. Ја левел, да. Поинаку едноставно. Да имат порака, да се слушни. Првиот албум, воглавно беше по-затворен таков. Препотни беше. И јас не знаев кај те. По-артистички, лак по лак. И се вториот гледаш дека зреш. Шо пеев таму. Тешко, не, човек. Нормално. И застануваш, тоа што го знаеш, што го умеш, само го спакуваш во 95% да те слушат, а 99% да те разберат. Тај онашност ако ти Третиот е веќе на пат се спрема? Третиот се спрема во глата. Да не се лажиме, сега спремаме ти викам нов албум со Трајковски, тоа е суботра, тоа е негов, ние сме дел од него. Так. И ние премило и одвај чекаме да влеземе студио и да снимаме, одвај чекаме сега да свириме, ќе има и заеднички работи, ќе има и некој дует, да не речем. Кој бе чекам и ние. То јас на сите му велам и тебе ќе ти речам, ние ти стоиме на слагање како локален наш бенд, ние така ги осеќаме сите што ги викаме како наши. Сакаме да поможиме со промоција преку нашите профили, емисија или било како, затоа што ти сега дојде, збораме сега за до втори албум, сакаме пак да дојдите, да збораме со третиот, за соработката нова што имате на неговиот албум, со Оготра и некои други проекти. А сега сте поактивни со настапи, ако не се лажам, ти некој ни рече, кога ми рече, ние си ја почнавме настапи на Има лема, веќе онака како брада трче и пораз. трче сопни се како Да, јас имам трче сопни се за. И таму рекламат и во термини, што она клика што нема да те види никој. Не наскап, кузнекаре, пример водиш во место кај што ќе дојдат двајца, ќе дојдат тројца, ама без разлика. И така се случи. Мора да ги имало и добри настапи, Metal и Church. Мора да ги поздравам прво дечките се не знам, мислам дека се злато, едно од најголемите поддршки цената што има во Битола се Metal и Church. Да не набројувам, се отике да бавите. А сега еве се случи, сега имаме и причина плюс. Значи тоа што имавме еден албум, првата свирка ми траеше 20 минути од 2:18 со тегнење свирихме. Ама храброст. Лош мора и да покажеш. Да. И сега свириме Куманово во Алгора. Тоа е еден локал кај што само тоа се прави. И ќути некој има. Ние немаме ни тоа. Да. Тоа алтернативно дувло ник Немаме за ништо. Напред рекол само сакам да нема вака кај што се јаде. После свириме Скопје на Пин, тоа е голем фестивал, таму свириме пократно, нели, пошто има баги бендови, белгијански, да не набројувам. Значи интернационален. Интернационален, да. Мислам Скопје во Мукаци. После свириме тука на 4. 30 декември во Порта Джес, тоа сакавме да го истакнеме, дека Вел има настав во Порта Джес на 4 декември, тоа паѓа четврток. Градска саба, Да, и колку мислам таму не се јадат кашкавали. не се евра за Али затоа го захвесте целочно и личи на нешто, да, и ги повикувам сите што се заинтересирани и што ја нема слушната нивната музика да одат и да ја слушнат, затоа што луѓе станов и слушнат нешто различно и луѓе ќе научат и нешто ново. па може и ки се одат по 5 минути. И тај не стои, ама ако не му дај шанса на нештото, ако одиш само по корицата како што велат да го судиш, тогаш многу работа. Ако си одиш, така учиш каков човек си ти. Ете, сега е кумбевски муабет, строзеле, може да му го спушти. Зборнавме и за плановите, зборнавме други настапи после декември, зимата нешто имате. Или свириме во некој кино по алтернативна цена, баш ме интересира како ќе излези со лилави селишта ќе види, да проде, тоа е се. Што го лил Военото место. Таму си пак оди на Скопје, ќе се случува нешто, дали во домот ќе има
Можда малку покосно, февруари, јанари. Не знам Што сакам да те прашам? Има доста настапи камерен оркестар, да се филхармонија во она да. Може и вашата музика да се склопи во еден таков концерт. Пример, се збораме во лаички скруме да браш. Па многу е блиску до филмска музика, сепак. Многу е блиска, ама многу е тешко тоа да се направи. Кај мене оркестар свири по ноти, некој треба да ги направи нотите, некој треба се извинувам, да ги направи нотите да бидат прикладни на тоа што се случи. Точно, да. Еднаш пробавме не пробавме со инструмент, не сум сигурен, пробавме со хор. Со хорче назад и изгледаше малку смешно, малку несмешно. Ама пак сите дојде, успеавме. Секогаш бараме ние начин, не дека не бараме. Дали може да оди да не може, ако е секако што изгледа добро. Една пробавме со акустични да свириме. Една проба пола направивме и рекол. Сете вели се, ајде акустика, нешто одма се се. Ја сега. Така да оди до неа. Ако има понуди или за соработки или за било што сме секако се своре. Како многу би бил интерес. Ние немаме бенд со кој да зборниме. Немаме друг бенд со кој да направи Говори со него да нема. Има бенд, ама едноставно тотално да видиш друго. правецо Да. кој некој дете. Исто свира рок, да речеме, вака направи дека се спаѓа во рок. Дали метал, дали прогресив, не е ни битно тоа на крајот. Ама некако, видиш, луѓето обично и се плашат. И тоа е проблема што не викат помеѓу, обично и знат да се плашат. Од šta hoće. Имам пример, пријател што е екстремно музикален и му се плашат. Нека да го прашат. Нека за ништо да го прашат. Нека да го прашат што акорд е, каков е акорд, и да не ги најди во небрано, да не се осетат тие онака. Неуки, да. Гали, јас се радвам ако некој секој ти страшно. И луѓето се плашат и од успех. Ние со менталитетот си имаме, Не знае доста голем. не знаеме. Не на тук, не на нашија, не знаеме се радува. Тоа е тоа и ние го правиме со кумбата чисто млавецот, ние во битола не само музиката, него сите други области, дали е и од ајде ќе земам за инфлуенсерство, ако им постои такво нешто или се што е нешто јавно што прави, ние некако сме како да се некиме речеме, како да некиме да се споиме, да се здружиме, да направиме што во Скопје тројца ќе се соберат. Да го врахоја она, ќе натпрат некоја лука вука, другиот ден гледаш Телеком проект му прави, ги зема тие тројцата, ние земаме нуѓе. Ние имаме подлежок психолошки проблем. Прво сме многу на маргината. Ќе кажам, многу сме надвор од трнав, ние сами не знаеме што да направиме ако успехот е на патот. Сами не знаеме да се успееме. Веројатно. Ама тоа мора да се премени некако. Оти јас можев и да не дојдам тука. Да. Мене јас го рачунам ова за успех, не знам како да биде. Не, Јас се што правам поврзано за ова, го рачунам за успех. Значи можем да се уплашам да речам чекај, сега трема имам или нешто. Ќе одиш еднаш, ќе забргаш, ова е се. ние Киев што имаме исто гости со конкретно вел што можеме да преминуваме за различна музика, за различни вредности, за различни можности, ме разбираш? Тоа се вика за различен начин на живење. Живење, да, тоа треба да го правиме муавет, да го имаме пред нас секој ден, не знам, оти тунгата е 360 по различен од мене и по начин да живеат. И да, во стеме, разбираме, ама ние сме што едно до едно, дали ќе водиме емисија заедно, дали За оркаче. Јас па никогаш не кем некој што размислува исто како. Исто да точно, не те провоцира да одиш напред. тоа е едноставно тие се убајници што многу луѓето не ги препознаваат на тој начин и ти викаш се плашат или ние како луѓе, како човечка раса секогаш се плашиме од непознато. Да. И така може да го кажеш. Да, од непознато. Тоа се ти конференци, вака, кој што си, Да. зошто да не будеш внимание на конкретно вас, на Велкова, прво кој ќе отвориш и кој ќе видиш, мене прво лично што ми не знам омото. Омото и чекај се, омото ти раскривам, ово е оригинален, чекаве деца, нешто нулат, нешто пада, Да. нешто Нето се потрудили и нешто го креира. И нешто има тежина, точно. нешто има некаква вредност. И се Нешто има некаква уметност. пошто во денешно време тоа секоја емисија ми се чини го збораме дека е присутно само глупости. Мора да има глупости за да има друго. Не се жали. Тоа е премногу присутно, премногу, она е претом Доминантно е сега. но е. Секогаш било само сега на видело се себе може да го направи. Значи секој тоа е константа, не може да го смениш.
каде на друго место, освен на CD, може да ги најдат песните? Spotify, модерни Се има, да. Се има. И Spotify, Deezer, и Bandcamp, YouTube, можете да си платат. Имавме еден случај со првиот албум, некој ни го купи албумот онлайн. Вика, и ни пушта $10 или не знам ќе, некој од Австралија. И на Bandcamp и парите стојат тамо. Немам PayPal ние, во Македонија не. Стојат, ама, значи до 2030 ќе клучиме PayPal ми. Да, сосето ми пушти на Spotify, можете на Spotify да најдете нивната музика, најубаво интересно прегледно според мене, имам и Bandcamp, го имам, и тоа е супер. Фала ти што дојде ми е кеф што вака некој прво поофицијално ти беше кај нас. Фала. Мало забавно, пристојно докажа дека Because ова не може да се живее. дека е нешто квалитетно. Ама тоа е сонот наш, пример. Нашиот сон е да овој начин на живење да биде да ни донесе на благосостојба. Ништо повеќе не ке. И само од алтернативна музика, Спаѓа се сите другари што ги имам работат друго, тргат од платата за музиката. Тоа е значи на благосостојба. Да биде се смирено вона, да знаеме што знаме. Начинот на живење нема врска. Луѓето стварно грешат, мислат дека се е до музиката, до свирената, не. Порака треба да донесеш и тоа да го носи. И кога ќе се праша некој зошто албумот, да му каже, да, ова е за отсуство на чувство на припадност. Ова е за отсуство на чувство на срам. И да можеш да зборниш и да не се дерам се веќе почнувам. И да при крај. Не. Ќе ни бидите пак гости, се надевам дека следниот пат може и во твој состав. А и ние имаме тактичка можност во твој состав да Си поголемо студио. поголемо студио, го здравие. Фала ти што еднаш што дојде да ги поздравите. Фала. Имате поздрав и вие. 4 декември, јас од работа, 11 завршвам, не знам дали ќе ве фатам. Малце би требало да ве фатам. Ќе ти треба, му живеј за 1 сат порано да зајде. Порано, Ќе ти средо. одиме во Портоџи. Договорен. Те гледаме кумбе ти некој збора кој имаш. Јас правив и поминав, на вистина ми е мило, што бев превосхитен кога ги видов за прв пат на сцена, а сега ми беа гости поблиску. Во студио, да. Дел од работите што сакав да ги кажам на новите генерации, на луѓето што слушаат различна музика, ги кажавме заедно со Томе. И тоа е тоа, продолжете да ме гледате. Чао. Чао.